Здраво, ученици! Добре дојдовте во мојата училница по предметот Географија за 7 одделение. Јас сум Даниела Ристова, наставник во Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. Денес ќе обработиме новата наставна содржина за наечиство и градежништво. На почетокот на темата стопанство, ние изучувавме кои се четирите делови, односно четирите стопански дејности, па сега јас би ве запрашала во која група на стопански дејности припаѓа производното занаетчиство. Дали тоа припаѓа на примарни дејности, секундарни дејности, терцијарни дејности или квартерни дејности. Знаеме дека одговорот на овие 4 понудени одговори е дека занаетчиството припаѓа во секундарните дејности. Занаетчиството како стопанска дејност се дели на два делови: производно занаетчиство и услужно занаетчиство. Прво ќе зборуваме за производното занаетчиство, кое што се дели исто така на два делови, и тоа традиционално занаетчиство. Знаеме дека Македонија уште во минатото па се до денес го негува традиционалното занаетчиство, изработувајќи производи од метал, дрво, глина, кожа, текстил, односно имаме производи од волна, памук и така натаму. Меѓутоа, во современите услови ние развиваме и современо занаетчиство. Како најпознати традиционални занаети во Македонија може да се истакнат македонската резба или копаничарство, македонскиот филигран, охридскиот бисер, традиционалната облека и обувки и традиционалните инструменти. Овде не се наведени останатите занаетчиства, пример имаме ние и грнчарство и други занаети, меѓутоа ќе ставиме малку акцент на овие понудени традиционални занаети. Освен традиционални занаети, имаме и современи занаети, производни, и тоа занаети кои што произведуваат делови за превозни средства и за производи во домакинствата. Копаничарство. Копаничарството е милениумска традиција. Тоа представува изработка на предмети од дрво, резби од дрво. Најчесто тие се изработуваат на цврсто дрво, пример орев. Како пример на најубаво копаничарство во Македонија е иконостасот во црквата Свети Јован Бигорски, која што се наоѓа во близина на градот Девар. Филигран. Филигранот како занаетчиство, односно како техника, е присутен уште од минатото. Тој представува техника за изработување на накит или предмети. Во Македонија најчесто тие се изработуваат од сребрена жица, меѓутоа во светот може да постои и филигран изработен од златна жица. Најчест пример на накит во Македонија е изработката на пеперутка, која што е дадена на оваа слика. Охридски бисер. Изработката на охридскиот бисер започнува во 19 век, кога емигрант од Русија, поточно од близина на Бајкалското езеро, ја пренел техниката за изработка на бисери со помош на школки. Во случајот се користат охридски школки, а занаетот е пренесен за почеток на две фамилии познати под името Талеви и Филеви, кои уште ја негуваат оваа традиција. Многу кралици ги носат овие бисери: британската кралица, данската кралица, како и починатата принцеза Дајана. Ако некој народ може да се пофали со својата прекрасна традиционална носија, тоа е македонскиот народ. Во секој дел од Македонија постоела интересна македонска носија, карактеристична за тој предел. На дадениот слајд јас ви имам прикажано 4 женски носии и една машка носија од галичник, меѓутоа како најавангардна носија може да се спомни Мариовската носија, претежно носија со црвени да речам елементи карактеристични за македонскиот народ.
И оваа носија е исто така интересна затоа што исто така многу и тежи, негде над повеќе од 50 килограми. Традиционални македонски обувки се познати под името опинци. Тие се изработуваат од кожа, порано го носило целото население на Македонија, меѓутоа со современите производства на чевли, опинците веќе се користат само во нашите играурни друштва низ Македонија. Македонски народни инструменти. Македонија е надалеку позната по своите традиционални стари македонски песни. Во Македонија се користат разни инструменти, меѓутоа јас би ги спомнала гајдата, кавалот, македонскиот тапан и сурлата, без кои не може да се создаде убава македонска песна. Доаѓаме до третиот дел од часот, кога објаснувам за услужно занаетчиство. Веќе сега се сменуват текот на наставната содржина. Сега ќе зборуваме за занаетчиство кое што дава услуги кон населението на нашата земја. Во самите фотографии укажуваат за кое занаетчиство станува збор. Во првата фотографија станува збор за механичари за поправка на автомобили, електричари, садчи, потоа шминкери, фризери, козметичари или пак молери. Постојат и други занаети кои што не сум ги навела во овој случај, меѓутоа овие нека бидат пример што е услужно занаетчество, а што е во другиот случај претходно кога говорев производно занаетчество. Да повториме. Ова е еден даден план кој што можеби е добро да го запишите во вашите домашни тетрадки како еден план за понатамошно учење, а подоцна и да ги одговорите дадените прашања под планот. Што нуди овој план? Значи да укаже кои се основните работи за да знаете поврзани со занаетчиството. Значи дека занаетчиството е секундарна стопанска гранка, како тоа се дели на производно и услужно, дека производното се дели на традиционално и модерно, дека постојат традиционални македонски занаети како резба, филигран, охридски бисер, традиционална облека, обувки, накит и инструменти. И на крајот услужно занаетчиство кое што ги наведува сите услужни дејности кои што му се нудат населението. Дали тоа е одржување на инсталации, автомобили, дали е понуда на услуги поврзани со естетско-хигиенски услуги, молеро-фарберски услуги и така натаму. Сега во овој долен дел би сакала малку вие да истражувате на интернет, да истражувате работи поврзани пред се со македонското традиционално занаетчиство и да дознаете некои интересни работи поврзани со тоа. Потоа тие интересни работи да ви помогнат за да ги одговорите дадените прашања. Кои традиционални занаети постојат во вашиот град? Дали сте посетиле некој друг град и дали сте виделе во него некои интересни традиционални производи? Дали традиционалното занаетчиство исчезнува и дали вие како ученици би сакале еден ден да изучувате некој занает познат од Македонија? Стигнуваме во третиот дел од часот, каде што зборуваме сега за друга стопанска дејност, а тоа е градежништво. Градежништвото, повторно му се понудени 4 одговори и од изученото од темата стопанство знаеме дека градежништвото припаѓа во втората група на дејности, а тоа се секундарните дејности. Градежништвото како секундарна стопанска гранка се дели на два делови и тоа ниска градба и висока градба. Ниска градба представува изградба на, во овој случај погледнете ги фотографиите, и тоа изградба на патишта, изградба на железнички пруги, изградба на канали и тоа изградба на цевководни системи. За разлика од него, високата градба се занимава, односно со изградба на згради и куќи.
И да повториме. Што е градежништво? Во која група настопански гранки припаѓа тоа? Како се дели градежништвото? И што гради нискоградба, а што гради висока градба? Убаво би било и ова да го одговорите како и да ви биде домашна задача за оваа нова наставна содржина. Ученици, ви благодарам за вниманието и се гледаме со обработка на некоја нова наставна содржина.